По ист терк, ама со други во главните улоги. Тогаш Меркел, Столтенберг, Курц, сега Вархеј, Шолц, Мишел, Сарацин. Се повторува сценариото на Преспанскиот договор кога Република Македонија беше прекрстена, а сега повторно доведена до амбисот со француското решение. Европските тешкаши со исто сценарио во дипломатска офанзива да убедат дека друг избор немаме. Македонските власти се плашат да кажат која е вистинската цел на ваквите ненајавени посети, па гледале само пријателски намери и силна поддршка за интеграциите. Господинот Мишел изрази желба да дојде во Република Северна Македонија. Значи не се работи дали председателот Мишел ќе убеди некого, дали председател на влада ќе убеди некого, дали министер ќе убеди некого. Работата е представниците на народот, политичките партии, пратениците во собранието да донесат одлука. Се повторува она сценарио при подпишувањето на Преспанскиот договор. Зошто е ова набиена дипломатска, би рекла, офанзива на Македонија? Вчера имавме високи гости, денеска повторно. Ние секогаш нашата политика сме ја базирале на политика на пријателство и политика на сојужништво. Мислам дека нема пологичен чекор од тоа да имаме денеска представник на Германија како наш сојузник и партнер, најголем во Европската Унија, и нема ништо пологично од тоа да што го имавме вчера првиот човек на европските институции, председателот на Европскиот совет Шарл Мишел во Скопје. Како и во случајот кога требаше да се потпише договорот во Нивици, само неколку дена по посетата на европските челници работата беше завршена. И сега, само неколку дена по посетата на првите луѓе на европските институции, се крои план како на брзина да му се соопшти на македонскиот народ дека француското компромисно решение е веќе прифатено. И тогаш и сега ветувањата се исти. Македонија ќе почне преговори со Европската Унија. Ако таквите уверувања од пред 4 години пропаднаа во вода, се поизвестно е дека и доколку се отворат пристапните преговори сега, членството ни оддалеку нема да биде брзо. Ако во 2018-та во брза постапка се заврши со преименување на Република Македонија и народот беше ставен пред свршен чин, сега по објавувањето на францускиот предлог кој ги содржи сите бугарски ултиматуми и целосно се погазени македонските национални интереси, се случува народ по улиците. Македонските граѓани од сите профили гласно изразуваат незадоволство за новото национално предавство кој се спрема на Македонија.